Новиот Golf GTI требаше да биде представен на салонот во Женева, каде представниците на Volkswagen сигурно ќе беа детално распрашувани за него. Но се случи што се случи и некои прашања останаа непоставени. Едно од нив е зошто во ова време на електрификација тој нема хибридна поддршка. Како шеф на дизајнерскиот тим што го развиваше, тоа го објасни Клаус Бишов, кој кажа дека кога овој модел е во прашање, владеат одредени правила што ја дефинираат секоја негова нова генерација. Според него, постојат некои нешта што можат, а некои што не може да се направат. Едно од нив е додавањето електромотор, бидејќи Golf GTI треба да го задржи чистокрвниот бензински карактер, а кој сака да се вози на струја, може да ја избера еднакво силната GTE верзија. Друга работа што ги интересира автомобилските ентузијасти е зошто се уште се нуди со мануелен менувач, а DSG трансмисијата со двојна спојка е опционална. Тој за ова е јасен. Побарувачката на рачен пренос кај Golf GTI се уште е значајна и заради тоа ќе остане во понудата. Но што и да изберат, купувачите ќе добијат 245 конски сили, кои тој ќе ги конвертира во перформанси што се уште не се објавени. Не е позната ни цената која се очекува да изнесува околу 35.000 евра.